Комуналното предпријатие Водовод објави нова јавна набавка на услугата за плаќање на доместок за паркирање со SMS пораки, откако привршува едногодишниот период од договорот со претходниот давател Tera Communications од Скопје, која досега ја обезбедуваше истата услуга. До 7 јуни трае рокот за пријавување на операторите на јавниот тендер за избор на давател на услугата. Тоа треба да овозможи поголема ефикасност во прибирањето на средствата и да се избегне ситуација во која возачите чекаат да платат, што се покажува како позитивно искуство и во градовите каде ваквиот начин се применува. Комуналното предпријатие Водовод, под чија надлежност е јавниот паркинг простор во градот, со тендерската постапка минатата година потпиша договор за околу 360.000 денари во бруто износ, а годинава, иако не е објавена проценетата вредност, се очекува таа да биде на приближно истата сума. Обврска на давателот на услугата е да обезбедува наплатата на таксата за паркирање од сите мобилни оператори во државата. При тоа, плаќењето ќе може да се контролира преку 3 уреди со специјална намена за услугата. Исто така треба да се изработи база на податоци за регистрирани и наплатени паркирања, да се обезбеди софтвер за проверка и контрола на плаќањето со SMS пораки, како и апликација за продолжување на времето за паркирање. Покрај тоа треба да се обезбеди скратен телефонски број што ќе се користи за испраќање порака и тој да важи за сите мобилни оператори. Дополнително, давателот на услугата има обврска да изработи компјутерски дизајн на информативни табли и да направи обука на персоналот што ќе работи на проверка на услугата. Наплатата со SMS пораки беше воведена пред неколку години, откако во Кочани се воведе плаќањето на доместок за паркирање. Со одлуката што ја донесе Советот на општина Кочани, опфатени се 240 паркинг места во централното градско подрачје. Покрај плаќањето со SMS пораки, возачите ќе можат да платат и директно кај лицата наплатувачи кои на лице место издаваат фискални сметки. Со наплатата на таксата преку мобилен телефон ќе се овозможи поголема ефикасност во прибирањето на средствата и ќе се избегне ситуација да се чека за плаќање на услугата. Наплатата за паркирање во зимскиот период останува како и досега од 9 до 22 часот, а во летниот од 8 до 24. Во неделите и за време на празниците паркирањето ќе биде бесплатно. Останува обврската на комуналното предпријатие Водовод да ја организира наплатата за паркирање со лица наплатувачи.